Почитувани, добар ден. Ги следите вестите на Канал 8. Советот на општина Виница ја одржа втората редовна седница во новиот советнички состав, при што централно внимание имаше расправата за финансиската состојба и потребата од ребаланс на буџетот за оваа година. Поради намалените приходи, советниците изгласаа до крајот на годината да се потрошат над 200.000 евра помалку од вкупно планираните средства. За 9 месеци од оваа година, приходите во целиот буџет на општина Виница се остварени во износ од 174 милиони и 714 илјади денари, што е 63% од вкупно планираните. Кај основниот буџет пак, состојбата е полоша, односно, собрани се 56 милиони и 536 илјади денари, што е само 49% од планираното. Овие податоци беа презентирани на втората редовна седница на Советот на општината, на која, меѓу другото, се разгледуваше и извештајот за извршување на буџетот во третиот квартал од 2017-та. Неповолната финансиска состојба ја дополни и извештајот за достасаните и неплатени обврски, според кој општината должи над 43 милиони денари, од кои околу 4 милиони отпаѓаат на училиштата и другите буџетски корисници, а остатокот од над 38 милиони денари се неподмирени обврски на локалната самоуправа. На овој долг, беше речено, треба да се додадат и обврските за исплата на паушали на советниците од март до септември, како и враќањето на позаимицата кон Министерството за финансии од 6 милиони денари. Искажаните податоци внесоа несогласување меѓу советниците од двете советнички групи. Значи, ние ако сакаме да прикажеме дека општината е само должна 43 милиони, ние се лажеме. Значи, и позаимицата е долг дај. Плюс паушалите на старите советници 1.200.000 денари и тоа е долг на општина. Меѓутоа, затоа што во секторот за финансии ги разграничуваат долговите, расцептани на повеќе места, и сега ако ги ние сите тие собереме долгови, ќе испадне од 100 милиони долг општина. И сега може би ќе излегнат и градоначалникот до нова година може ќе добие и други долгови по извршни решенија. Да почекаме, да видиме доколку ќе се зголемува лимитот на долгот. Значи, ние не можеме да кажеме дека е 43 милиони, затоа што е повеќе. Повеќе е долгот. Што не собираш ги долго 100 милиони. Тоаш, ако повеќе собираш, можеш да кажеш дека овој долг е до 2000... Која постојана сара? До 2025 ни е овај долг. Значи, ти така кажеш. Долг е? Значи, долгот од 100 милиона ни е до 2025-2026. Поради обврските што чекаат подмирување и помалите приходи од планираните, на седницата се најде точката за ребаланс на буџетот за 2017-та, со што основниот буџет на општина Виница се намалува за 12,5 милиони денари, од што половината пак се нереализирани приходи од продажба на државно градежно земјиште. Советниците од опозицијската коалиција на ВМРО-ДПМН рекоа дека нема да гласаат за ребалансот, бидејќи со тоа се кратат пари за завршување на некои инфраструктурни проекти. Од советничката група на СДСМ пак рекоа дека недостасуваат пари за овие проекти да се реализираат, затоа што биле нереално планирани. Колку пари, толку музика. Колку се соберени пари? Да го погледнем основниот буџет. 100.000 евра. Имаме само за капитални расходи. Значи, тоа цело време ние што го зборевме при креирањето на буџетот. Проекцијата е нереална, превисока. Дајте намалете. Колку пати го тоа збориме ние во претходниот совет? На крајот од дискусијата, ребалансот доби поддршка од мнозинството во Советот. Потоа се разгледаа и останатите точки од дневниот ред, што главно се однесуваа на именување нови членови во управните одбори на Градинката, Домот на културата, Музеот, Здравствениот дом и во Средното општинско училиште Ванчо Прке. И Советот на општина Кочани ќе прави ребаланс на буџетот за оваа година, а за што ќе се дискутира на редовната седница што е закажана за среда. Според градоначалникот Илиев пак, помалите приходи што се остварени за досегашните 10 месеци нема да влијаат врз планирањето на буџетот за 2018 година. Намалени приходи во буџетската сметка на општина Кочани има по неколку основи, поради што пред општинскиот совет ќе се најде предлог за ребаланс на финансискиот план за тековната година. Комисијата за финансии и буџет, која веќе го разгледувала предлогот, дала едногласна поддршка за измените и дополнувањето на буџетските ставки.
Според финансиските показатели, полнењето на приходната страна во првите 3 квартали од годината е помало за околу 40%, поради што за толку се предлага да се скратат и трошоците. Ваквиот сооднос покажува дека минатата година планирањата во буџетот биле поголеми од реалните, но според градоначалникот Илиев тоа нема негативно да се одрази на буџетот за 2018-та, што веќе започнал да се подготвува. Ќе се потрудиме да составиме буџет со кој ќе биде оптимистички и дека нема да биде база ова извршување на буџетот за планот за следната година. Напротив, ќе го направиме амбициозно, заради тоа што имаме намера да правиме проекти покрај основниот буџет, кој, како што реков, веќе го знаете каков е и ние ако оставиме само на буџет, веројатно овој мој мандат нема да биде доволно да ги покриеме обврските кои ги имаме. Значи, реков дека нема место за паника и за очојување, напротив, буџетот ќе се прави во рамките според потребите на граѓаните и според можностите, меѓутоа прилично оптимистички, бидејќи се надеваме на или очекуваме поддршка и од другите институции, се со цел да проектите кои ги очекуваат граѓаните барем до некаде бидат исполнети. Оптимистичките предвидувања на градоначалникот се дека и до година не треба да има отстапување од очекуваните близу 8,5 милиони евра, колку што во последните неколку години се ставаа на приходната страна на општинскиот буџет. Инаку, за ребалансот на финансискиот план за оваа година пак ќе расправа Советот на општината на седницата што е закажана за среда. По 100 нови диабетичари годишно се откриваат во општина Кучани, од кои 50 на инсулинска терапија. Како на светско ниво, така и на локално, рапидно расте бројката на диабетичари. Во Кучани има повеќе од 2000 диабетичари, од кои скоро половина се на инсулин. Се одбележува светскиот ден за борба против диабетесот. Околу 100 нови диабетичари се откриваат годишно во Кучани. Од нив половина се со инсулинска терапија. Бројката на диабетичари постојано е во пораст. Во Кучани надминува над 2000, а од нив повеќе од 700 се на инсулин. Лекарите велат диабетесот е главна причина за појава на бубрежна болест, која што целосно ги оштетува бубрезите и пациентите преку еден ден се на диализа и врзани за апаратите. Во денешно време знаеме дека диабетесот е една од современата чума на 21. век, која што остава голем број на консеквенции по организмот. Значи ги доаѓа до нарушување на васкуларните садове, васкулоропатија го викаме ние, невропатија, нефропатија, значи нарушување на бубрезите, кој за жал консеквенцијата може да биде подолгорочна, односно да ги оштети бубрезите и доведува до еден крајен стадиум на оштетување на бубрезите кој што завршува со диализа. Кај тие пациенти единствено решение, односно единствена солуција за понатамошен тек на животот, односно за да го живеат животот, мора да бидат врзани за апаратите, односно машините за диализа, диализерите, кои што се за среќа набавуваат од странство, така да нашите пациенти може да имат на некој начин сега привилегија, под наводници би го ставил тоа, меѓутоа им го продолжуваме животот со неколку децении, така да имаме пациенти на диализа кои што живеат и по 30-35 години. Да се внимава на ризик факторите што допринесуваат до диабетес, порачуваат лекарите. За жал, бројката со диабетес се зголемува, веројатно постојат повеќе фактори, ризик фактори. Едно тие е дебелината, наследни фактори, нашата неактивност, физичка неактивност, но тоа е што може да допринесе. Постојат и многу други фактори, нели реков, а зборам од мој аспект, значи како диализолог, можам да кажам дека некој пат завршуваат луѓето со диабет и на диализа. Не сите, значи, но поголем број од луѓето, посебно оние што имаат обезитет, кој викаме ние дебелина, екстремна дебелина, може да доведе до заболување на бубрезите. Основно и најважно е физичката активност. Значи, за да не дојде до диабетес, најважно е физичката активност. Друго, да се внимава во исхраната. Значи, превише јагневи храните да не се внесуваат, шеќери, нели? Да се избегават мрсноти, исто така да се внесуваат. Течности повеќе да се пијат, сокови исто за малите деца се препорачува, природни да бидат.
Од Сдруженијето на диабетичари Кочани велат дека во моментов надминат е проблемот со снабдување со инсулин, а решен е и проблемот со недостаток на иглите кои се потребни за апликација на инсулинот. Но Сдруженијата се соочуваат со финансиски проблеми, па затоа се редуцирани и активностите. Инаку, според статистиката, 12% од возрастните во Македонија имаат диабетес. 14 ноември се одбележува како светски ден за борба против диабетесот, чија цел е да се подигне јавната свест за болеста и да се преземат мерки за превенција и подобро справување со неа. Годинава мотото под кое се одбележува светскиот ден на диабетесот е диабетесот кај жената, каде што поголемо внимание се посветува на гестатискиот диабет или диабетесот кај трудниците. Секојдневно расте бројката на дебели деца во училиштето. Зависност од компјутери и физичката неактивност направија голем проблем со гојазност кај децата уште од најрана возраст. На одбележувањето на светскиот ден на диабетесот 14 ноември, лекарите со предавања пред учениците за зачувување на здравјето и избегнување на ризик факторите за појава на диабетес кај децата. Предавање на тема како да се препознаат симптомите и знаците кои укажуваат на појава на диабетес кај децата и рано детектирање на истиот се одржа со учениците во основното училиште Раде Кратовче. Предавач беше доктор Надица Јосифова, која што ги запозна децата со ризик факторите што доведуваат до оваа болест. Овде сме да се запознаат дечињата со симптомите и знаците на ово заболување, со оглед на тоа дека постојат повеќе типови на заболување, диабетес мелитус, тоа е тип 1-2, постојат и одредени ризик фактори, значи ќе го ставиме акцентот на ризик факторите за настанување на диабетот, покрај генетските фактори, значи постојат и други ризик фактори, а тоа е прекомерната телесна тежина, нарушен начин на исхрана, па така ќе дадеме некои совети на дечињата како треба да се хранат, на што треба да внимаваат и во случај на појавување на одредени симптоми, значи навремено да се постави диагнозата, бидејќи сепак ова представува една состојба, а не болест, каде што со редовно примање на терапија, а тоа е инсулинот, дечињата имат квалитетен живот. Заболувањето во суштина е генетско, значи се наследува предиспозицијата за заболувањето, не самото заболување, меѓутоа постои друг тип на диабет, тоа е диабетес мелитус тип 2, каде што еден од главните ризик фактори е прекомерната телесна тежина, односно дебелината, што исто така представува еден глобален проблем и во детската возраст, па затоа сме тука да ги едуцираме дечињата дека прекомерната телесна тежина, неправилен начин на исхрана се исто така ризик фактори за ова заболување и на некој начин да ги спречиме овие ризици. На децата им беше укажано и на тоа дека диабетесот не е болест, туку состојба која што треба да се контролира и дека и со неа може да се има квалитетен живот. Доктор Јосифова рече дека не само лицата со диабетес, туку и здравите лица треба да внимаваат на исхраната, да не дојде до појава на болеста и да се има поголема физичка активност со цел да се намали бројката на дебели деца. Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот излезе со писмено известување до возачите за почеток на одредбите за поседување зимска опрема во возилата. Обврската започнува да важи од среда 15 ноември и ќе трае до март идната година. Со приближувањето на зимската сезона започнуваат и обврските на возачите за поголема безбедност при управување со возило на подмрзнати, влажни и снежни коловози. Поради тоа, од Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата информираат дека од среда 15 ноември задолжително е поседувањето, односно носењето соодветна зимска опрема. При тоа се подсетува дека под зимска опрема за автомобилите се подразбира зимски гуми на сите тркала со минимална длабочина на шарите на слојот што гази од 4 мм или гуми со летен профил на сите тркала со длабочина на шарите од 4 мм, како и синџири за снег со адекватна големина за погонските тркала. Возачите на автобуси и на тешки камиони пак задолжително мораат да носат и лопата, ако на погонските тркала не можат да се постават синџири за снег. Доколку возилото во сообраќај не ја поседува пропишаната опрема, возачот може да добие казна од 45 евра во денарска противвредност или пак 25 негативни поени во возачката книжка. Обврската за поседување на зимската опрема во возилата ќе трае до 15 март идната година.
Уште еден успешно завршен саем на книгата во Кучани, што во организација на библиотеката Искра се одржа по 12 пат. Продадени се 1/3 од понудените книги. Голема посетеност од страна на граѓаните на Кучани и учениците од основните и средните училишта имаше на 12-тиот саем на книгата, што од 6 до 11 ноември по 12 пат се одржа во просториите на библиотеката Искра. Годинава своји дела излагаа 15 издавачки куќи од Македонија, кои на кучанската читателска публика и понудија дела од повеќе жанрови на литература од најновата продукција, но имаше и книги од постарата издавачка дејност, кои што беа барани од посетителите. Продадени се 1/3 од понудениот книжен фонд, што е задоволувачка бројка, истакнуваат од библиотеката. Слободно можам да кажам дека со саемот одлично поминавме. Саемот беше посетен од сите возрасти од граѓаните од општина Кочани и надвор од општината. Значи, имавме континуирана посета од самото отварање, од наутро од 10 часот па до вечерните часови до 18 до вечерните часови. Посетувајќи ги сите штандови во библиотеката. Одлична посетеност имавме и од училиштата, од сите основни училишта од општина Кочани, исто така и надвор од општината, имаше организирана посета и од учениците од училиштето Страшо Пинџур од Соколарци. Посетено беше и од учениците од средните училишта. Од училиштето Амичи имавме посета од околу 40 ученици. Книгите беа продадени во голем број, можам да кажам околу 1/3 од книгите, на наше големо задоволство, а и на задоволство на издавачите. Во рамките на саемот на книгата беа реализирани и поетски средби со роднокрајни автори и писатели, а гости на саемот беше писателот за деца Киро Донев, бидејќи истиот беше дел од одбележувањето на месецот на книгата. Успешноста на саемот потврди дека и покрај големиот развој на компјутерската технологија, сепак младите ја сакаат книгата и сакаат да читаат. Најголемите естрадни уметници собрани на едно место. Голема предновогодишна забава најавуваат од хотел-ресторан Александар Парк во Виница в четврток на 16 ноември. Од ресторанот ги покануваат сите заинтересирани да присуствуваат на музичката вечер. Голема предновогодишна забава преку која ќе се снима новогодишна програма за телевизиите ширум Македонија ќе биде организирана в четврток во 19 часот во хотел-ресторан Александар Парк во Виница. Организаторите најавуваат добра забава и дружење со најголемите естрадни уметници од македонската музичка сцена. Најнапред би сакала да се заблагодарам до Канал 8 телевизија од Кочани за медиумската поддршка за настанот кој што следува во Александар Парк Виница. Настанот кој што сакам да го најавам е мега популарен настан кој ќе се одржи на 16.11 со почеток од 19 часот во ресторан Александар Парк Виница. Би сакала да ги представам дел од мега популарните звезди од македонската музичка естрада, како Анета Мицевска од група Молика, Јордан Митев, Благој Груевски и многу други популарни пејачи и изведувачи од македонската музичка сцена. Всушност станува збор за настан за музичка програма која што ќе биде емитувана на емисиите ширум Македонија на самата новогодишна ноќ на 31 декември 2017 година. Водител на вечерта ќе биде атрактивната Лила Филиповска, а гостите ќе може да си купат карти уште во следните 2 дена, директно во ресторанот Александар Парк во Виница или на телефонот за резервации. Следува информацијата од спортот. Добар настап и 13 медали, од кои 5 златни, 1 сребрен и 7 бронзени, освојаат членовите на двата карате клубови од Кочани на меѓународниот турнир во Скопје. Во конкуренција од околу 400 учесници на надпреварот, тие ја потврдија добрата подготвеност и најавуваат одлична завршница на оваа надпреварувачка сезона. Карате клубовите Партизан и Кочани учествуваа на меѓународниот турнир што по повод ослободувањето на градот се одржа во Скопје. Во организација на карате клубот Цветан Димов и Карате Федерацијата на Македонија во силна конкуренција тие имаа одличен настап и освоија вкупно 13 медали. Од нив 5 златни, 1 сребрен и 7 бронзени.
Успехот е позабележителен ако се знае дека на турнирот имало над 380 каратисти од Македонија и соседните држави. Екипата на Партизан била побројна и со десетина надпреварувачи се закити со вкупно 10 медали, од кои 3 златни, 1 сребрен и 6 бронзени. Одличен успех и први места во своите категории од генерацијата 2004 освоија Кристијан Грозданов до 45 и до 50 килограми и Георги Петров до 55 килограми, додека нивниот клубски колега Ангел Стојанов во категоријата до 45 килограми освои сребро. Трети места и бронзен медал освоија Роберто Здравковски во категоријата кадети до 57 и до 63 килограми, како и Филип Стојанов до 35 и Благоја Тасојски до 37 килограми. Со бронза се закитија Мартина Шахинова во кадетска конкуренција над 54 килограми и Василија Христик во јуниорска категорија над 59 килограми. Добар настап има и каратистите на карате клубот Кочани, кои учествуваа со само 3 надпреварувачи, а освоија 2 златни и 1 бронзен медал. Шампионскиот успех со освоено прво место им припадна на каратистите Љубомир Давидков во категоријата до 70 килограми и на Наталија Карова во категоријата до 35 килограми. Со бронза пак се закити Натали Веселиновска во категоријата над 54 килограми. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за вестите на Канал 8. Имајте пријатна вечер. Довидување.